Низа критики во вториот преоден извештај од страна на ОПСЕ за работата на СЈО. Наблюдувачката мисија посочи дека специјалното обвинителство користи многу сведоци кои не се неопходни. Од ОПСЕ ги прекорија специјалните обвинители, што на одбраната не и дале копии од снимките од прислушуваните разговори, од причини кои понатаму остануваат необјаснети. Во забелешките на наблюдувачите беше и големиот број на расправи што закажуваат во текот на една седмица. За овие критики збор зема и дел од адвокатите на обвинетите за предметите на СЈО. Неоправдано во извештајот стои дека судот или пак одбраната барала да се одлагаат судењата поради нивното отсуство, односно конкретно поради отсуството на господинот Горан Груевски и Никола Бошковски. Тие беа во екстрадициона постапка во Република Грција. Не само што ги немавме како разговори или транскрипти во поголемиот дел од постапката и предметите, не беше дозволено дури ниту од СЈО со поднесени повеќе барања до СЈО, ниту од суд преку судовите, да технички советник на одбраната може да има пристап до овие докази. Има обвинети на кои што секој ден се во судница и тоа не само на еден предмет, туку им се закажуваат рочишта на 2 или 3 предмета во исто време. Така би укажала и на тоа дека не само што ние како бранители немаме можност да ја подготвиме одбраната, туку неиздржливо е и за обвинетите кои што секојдневно се на судење. За ова бурно реагираше специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која истакна дека адвокатите сакаат да го дефокусираат карактерот на настанот и посочи дека тие не биле тука за да ги жалат обвинетите. Не е тука местото да тие работи да се потенцираат и не сме тука ние дојдени да ги жалиме обвинетите, дали се многу насудени или малку. Тие се обвинети и ќе бидат во суд нормално секој ден, како што е ред и како што ќе закаже судот и ние мораме тука тоа да го слушаме. Специјалната јавна обвинителка, коментирајќи го извештајот на ОПСЕ, рече дека генералната оценка е дека СЈО може подобро да ги извршува задачите. Таа рече дека очекува до крајот на годинава да има присуди во повеќето предмети, што за делот адвокатската фела, присутна на трибината, беше искоментирано како притисок што Јанева го врши врз судот. Шефот на мисијата на ОПСЕ, Клеменс Која, изрази загриженост за законот за обвинителство и ги повика сите политички партии да постигнат согласност и да се овозможи СЈО да продолжи да работи непречено.